за сосоздавање на паралелни институти на системот кои водат во федерализација и подоба на нашата држава. Тоа од гледна точка на демократски принципи може и да не е спорно, меѓутоа од гледна точка на македонските национални интереси и од гледна точка на 90-тите години беше поместување на границата повисоко, кое што на крај замаскирана во борба за човекови права доведе до војна во Македонија 2001. Така што на некој начин отворањето на вратичките беше од страна на владата на СДСМ и ние како студенти решивме на тоа да се спротивставиме. Тоа резултира со отворање на политички досиеа, следење на неистомислениците, следење на студенти, закани од страна на државната безбедност кон лидерите на тие протести и користење на целиот, инструментализирање на целиот државен апарат во заштита на владењето на СДСМ. Во март 1997 година, Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, управа во Куманово, по линија на македонски екстремизам, заведува оперативна обработка за лицето Петровски Тихомир Филип, роден 1972 година во Куманово, студент на Филозофскиот факултет под псевдоним Марта. Лицето е интересно за службите како водач и учесник во студентски протести, организирани во контекст на борбата за унитарноста на македонскиот јазик. Значи, најеклатантниот пример е кога јас по завршувањето на дневниот протест седнувам во автобус и одам во Куманово и вечерта, бидејќи не знам 20 годишно момче, студент, излегувам да се видам со другарите во еден од најпостојаните кафичи во тоа време во Куманово. Доаѓа шефот на државната безбедност од Куманово, за Куманово, да ме бара да се видиме. Меѓутоа он не доаѓа, само он доаѓа со уште четворица и се обидува да ме извлече од кафичот за да сме разговарале. Во тој разговор јас добивам закана дека за 1000 марки може да ме најдат во пластична вреќа во Вардар и дека тоа што го правиме не е прифатливо и така натака и така натака. Ја известив партијата дека на тој начин се пресметуваат со нас и веројатно тоа е еден од моментите кога они посериозно почнуваат да се занимаваат со 24 часовно следење, бидејќи тој во тој разговор ми кажува дека јас сум дошол со тој автобус, дека во автобусот се возел човек зад мене, дека сум отишол кај татко ми, бидејќи доаѓам, телефонски се договарам со другарите да дојам у тој кафич, веројатно ги следат и телефонските разговори кај татко ми дома. Така што комплетно користење на целата инфраструктура е за да откријат што ние студентите правиме. Расположивите сознанија кои се оперативно потврдени, недвосмислено го потврдуваат фактот дека Филип Петровски се појавува како еден од главните креатори и организатори на екстремните активности од позиции на македонски екстремизам на нашето подрачје и пошироко. Во овие рамки, Одделот на Управата за државна безбедност и контраразузнавање во Куманово веднаш изработува план на мерки и активности кои ќе бидат преземени спрема носителот на оперативната обработка Марта, односно Филип Петровски. Меѓу овие активности спаѓаат истражување на неговата средина, по место на живење и студирање, со цел изнаоѓање на погодно лице заради оперативно ангажирање, односно информатор кој се движи во кругот на Марта. Изготвување преглед на истомислениците. За истите ќе биде извршено целосно оперативно проучување и селективно ќе биде применета мерката обавување на разговор со тежнение за нивно ангажирање, како душници. Во истиот дух, заради доаѓање до сознанија за негово компрометирање, се наложува проучување на неговото семејство и нивни врски со одделни средини во земјата и странство, а истото се спроведува и кон неговата пријателка од Куманово, незиното семејство и блиски врски, со можност преку истата да се направи продор кон носителот на обработката и неговата групација. Поранешен министер за внатрешни работи е прогласен за наредбодавател на акцијата Темел,